Туристичките агенции за утре најавија мирен протест низ централните улици на Скопје до пред владата, каде ќе ги кажат своите барања за помош на туристичките агенции во време на пандемија, кога 5 месеци се борат за опстанок. И кочанските туристички агенции утре ќе дадат подршка и ќе бидат дел од протестот, информираа од туристичката агенција Автоатом. Протестот е најавен утре во Скопје од 16 часот. Ќе се тргнува од Дрводекор и ќе има како маршрута по овие главните улици во Скопје, што се 11 октомври Партизанска, се до владата. Барањата на туристичките работници се следните: државата да продолжи да ги субвенционира платите до крајот на декември. Исто така, овие барања се однесуваат не само на нашата туристичка агенција како дејност, но исто и на нашите колеги кои што имаат отворена туристички агенции од почетокот на 2020 година. Значи се бара од државата да се субвенционират платите, а исто така и одложување на кредитите. Инаку оваа летна сезона кочанчани ќе летуваат во нашите туристички места, а туристичката агенција Автоатом има поволни понуди за летување во Охрид, Струга и Доиран. Нашите понуди за жал се ограничени. Највеќе сега, моментално, ситуацијата е во Македонија. Имаме убави понуди. Највеќе имаме туристи за Охрид, моментално. Сега за Илинден имаме закуп во хотелот Монтенегрин. Таа понуда е многу примамлива, сепак. 3350 денари, 2 ноќевања со поедок и со вечера и со вклучен превоз за едно лице. А имаме исто така и во другите хотели во Охрид. Имаме и во Струга, имаме и во Лебедово езеро, пуштивме понуда, има и насекаде низ Македонија. И покрај тоа што границите со Албанија и Турција се отворени за летување и агенциите имаат понуди, сепак кочанчани избираат оваа година во услови на корона криза да летуваат во нашите прекрасни туристички места. Од вчера границите кон Бугарија се отворени за македонските државјани, но за влез во соседна Бугарија потребно е негативен коронатест не постар од 72 часа.